Сведа сама си има проблем веќе во која реалност да се дефинира каде се наоѓа. Истото беше и во активностите во собрание во изминатиот период. Свесно ги избегнуваат фактичките состојби, свесно избегнуваат да се соочат со реалноста каква е, што е не е идеална. Но во секој случај има придвижување кон подобро. И вие да излезете сега со ваква теза, со вакво обвинување кој што нема никаква основа, никаква логика, неаргументирано, без факти, чисто така се фрли во јавноста, да се обиде да се направи тензија, да се обиде да се направи чувство на несигурност или тензија, е крајно неодговорно. Доброто е тоа што граѓаните и јавноста се со висок степен на одговорност, многу повисок од нивните. Дека е возможно и како е возможно и ќе видиме зошто. Затоа што во овој момент во кој што се наоѓаме имаме контрадикција на двете страни. Од една страна ги имаме македонските политичари кои ни велат дека нема да има такво нешто и нивните изјави се апсолутни. Значи тие велат нема да има ништо такво. Од друга страна, британските медиуми и некои луѓе во политиката, не официјалните лица на Велика Британија, уште како Кир Стармер и нивните министри, го немаат потврдено ова, но тоа што може да се извлече како заклучок од нивниот дискурс, кој е многу поотворен оваа тема од нашиот е, дека разговори има. Разговор има затоа што ова е модел кој не се однесува само на Македонија, се однесува и на Косово, каде што нивните политичари рекоа дека би се впуштиле во ваков договор со Велика Британија, така што можеме да заклучиме дека некои разговори постојат.